Благодарам, подпредседателке. Почитувани колешки и колеги пратеници и пратенички, простете. Интересна дебата, плурализмот си бара да си имаме различни ставови, да се негираме, да се коригираме, затоа и опозицијата добар временски простор за преиспитување на грешките и можеби подобрување на некои политики. Во однос на оваа измена, таа е многу техничка и мала, но е суштински значајна, бидејќи истата треба да донесе до добивање на можност за уште еден мандат. Ако имаме можност да бираме председател на држава во 2 мандати, ако имаме можност во многу битни тела во државата да им дадеме втора шанса за одредени работи да имаат континуитет, како и многу битно институционална меморија, тогаш зошто да не дозволиме во Националниот совет за високо образование да имаат можност и дел од актуелниот состав да може да аплицираат и да продолжат со нивното апликативно и истражувачко аналитичко знаење. За волја на вистината, оценката е многу сублимирана и јасна. Во интерес на јавноста, ќе дадам една кратка елаборација. Во Законот за високо образование, како што веќе слушнавте, во членот 42, став 3, е уредено дека мандатот на членовите на Националниот совет за високо образование и научно-истражувачка дејност е 4 години без право на повторен избор. Националниот совет за високо образование и научно-истражувачката дејност е формиран заради обезбедување, оценување, развој и унапредување на квалитетот во високото образование и научно-истражувачката дејност во Република Македонија. Националниот совет е составен од 15 членови кои ги избира собранието, и тоа 6 членови од редот на професорите во работен однос на универзитетите, понатаму кои се избираат на предлог на интеруниверзитетската конференција, при што секој од нив е од различно научно-истражувачко поле, од прво ниво според меѓународната Фраскатиева класификација: природно-математички науки, техничко-технолошки науки, медицински науки и здравство, земјоделски и ветеринарни науки, обштествени науки и хуманистички науки. 6 членови од редот на професорите во работен однос на универзитетите, кои се избираат на предлог на владата, при што секој од нив е од различно научно-истражувачко поле, од прво ниво, исто така според Фраскетиевата меѓународна класификација. Еден член доаѓа на предлогот на Македонската академија на науките и уметностите од редот на членовите на академијата, еден член од деловната заедница и еден член од редот на студентите на предлог на интеруниверзитетската конференција. На 12 членови од моменталниот состав на Националниот совет на 10 јуни 2025 година навистина им истекува мандатот од 4 години. Со оглед дека согласно членот 43 од Законот за високо образование, надлежностите на Националниот совет се клучни за обезбедување, оценување, развој и унапредување на квалитетот во високото образование и научно-истражувачката дејност, цениме дека се наметна потребата да се пристапи кон изменување на ставот 3 на членот 42 од наведениот закон, во насока мандатот на членовите на Националниот совет за високо образование и научно-истражувачка дејност да е 4 години со право на уште еден последователен избор. Целите и начелата на овој закон се согласно целите и начелата на Законот за високото образование. Со Законот за изменување на Законот за високото образование потребно е да се пристапи кон изменување на ставот 3 на членот 42 во насока мандатот на членовите на Националниот совет за високо образование и научно-истражувачка дејност да е 4 години со право на уште еден последователен избор. Овој предлог не предизвикува никакви финансиски импликации врз буџетот, но би сакала да кажам нешто и што можете да го третирате како лично. Во моментот, мојата колешка Лажетич е на чело на овој Национален совет и ценам дека таа многу професионално, иако беше предложена од еден претходен владин состав, си ја заврши работата и имаме навистина изворни материјали кои дадоа придонес и помагаат во процесот на воведување на реформи. И така треба да се развива македонското општество, со квалитетни и позитивни примери. Она што е суштински небитно е дека негативната селекција и теснопартиските погледи не смеат да завршуваат дали е некој на власт или во опозиција.
туку треба да дадат суштински придонес врз основа на кој што ќе градиме квалитетна законска регулатива. И од таму ве повикувам сите да го поддржиме ова измена на предлог законот и сметам дека истата нема да направи никаква штета, само ќе може да го подобри процесот и во високото образование, кој дефинитивно има многу работи кои што треба да се дискутираат на таа тема. Ви благодарам.